Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 31-32 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во интервју со Стефче Јакимовски, второ интервју во оваа YouTube сезона 2025-2026 година. И има повод за тоа, бидејќи во вторникот интервјуто го снимаме во сабота, некаде околу 12-13 часот, значи еден ден пред да биде емитувано. Во вторникот македонските медиуми беа информирани дека судија за извршување на санкции од Кривичниот суд Скопје на осудениот СЈ, се мисли на Стефче Јакимовски, му издаде упатен акт за издржување на едногодишна казна затвор. Истиот е упатен да се яви во затвор Скопје на 2 јули 2026 година. Значи на 2 јули 2026 година Стефче Јакимовски ќе заврши на топол оброк 3 пати на ден во трајање од најмалку 6 или 7 месеци, бидејќи некаде околу 5 месеци има претходно одлежено во домашен притвор. Пред да го погледнете интервјуто, одлично интервју, да ме верувате, без разлика што има светско првенство во фудбал, без разлика што гледате фудбал, по завршување на фудбалот, во текот на утрешниот или за утрешниот ден, обавезно да го изгледате ова интервју. 1 час и 30 минути трае, сигурно нема да зажалите. Значи пред да го погледнете интервјуто, стиснете лайк, стиснете subscribe на емисијата или на YouTube каналот во Центар, за да може благовремено да ги добијате сите информации. Останете со нас, следува Стефче Јакимовски. Добро вечер, Стефче Јакимовски. Како сте? Добро. Снимаме веќе 15 години, никош во ваква ситуација, никако до зид дојдовте. Имате право, како да кажем, ова е моралното човечко дно. Некако резултат на нешто што јас сум ја оплескал во животот, меѓутоа морално дно влегуваш од притиснато од државата. Сепак, јас се борам сам против сите. Тоа исто како да ви кажем, као Сан Марино да се бори со Америка. Така го доживате Мицко. Па така го доживам, па цела власт. Како Америка. Знаете што, мислам дека ние сепак премногу очекуваме од судството. Не може администрацијата, владата, секоја пора од животот да ти биде партизирана, а да очекуваш судството да ти биде независно. Тоа е систем на сврзани садови. Ние тоа, например, го гледавме на локални избори. Сега ние не гледаме што се случува во судските лавиринти, коридори и така натаму. Гледавме на локални избори, Мицковски, па министерка за финансии, па министер за внатрешни работи. Значи сите беа вклучени против вас, односно беа за Сотир Лукровски. Веројатно тие луѓе сега не биле на ваша страна, без разлика нели како велат, ќе остават судството да одлучи, ќе остават судството нели да донесе одлуки така натаму. Значи очигледно дека вие влеговте во некој фронт и на крај изгубивте во тој фронт. Јас не сум влегол во фронт. Јас секогаш влегувам во фронт кога е опрашање вистината и кога е опрашање мојот интегритет. Како човек не сум таков што можам да прифатам лаги, што можам да прифатам невистини, мрзам фолиранство, се ова што се прави, што гледаш само дека е некој обичен гол пиар, секој ден перење на мозокот на ништо конкретно. Кога се погледате во огледало, велите сте во прав си 100% или велите види може тука сгреши, може би има право, има 2 или 3 случаи. Дали сум јас прав или не? Тие што се против мене, зошто не искачат на да ги спротиставиме аргументите. Значи да се бориме со реторика, со аргументи, со знаење, со едно со друго. Тие секогаш се кријат и еве вака што викаат мучки користат таква виртуелна институција за да се справат со тебе. Ако треба да тоа си свинувам само. За време на изборите тоа го правеа со возови, тоа го правеа со наместени членови на избирачки одбори, тоа го правеа со подкупи, со притисоци, со плаќање на маргинални групи. Сега тоа мислејќи дека и судот е исто како гласачкото тело. И на изборите, после локалните избори кои ви требаше 1 или 2 дена и пак не го признавте поразот, имавте серија нели на објаснување дека тоа не е како што треба, дека било употребени одредени недозволени средства и така натаму. Да потсетам, од Стефан Богоев го призна поразот. Од Стефан Богоев го признав. Овде не го призна. Луѓето тоа го сватија како еве дека сте плачко, дека постојано се жалите, дека имате чувство дека сите нешто ве напаѓаат, не гледате вина ке нас, не прифаќате вина ке вас и така натаму. Карактерна ли ви особина тоа да не прифаќате дека вие сте може виновен за нешто, дека сте постојано во право и
Тоа ви се провлекува. И јас секогаш кога нешто ќе погрешам, јас сум подготвен да се извинам. И на дете од 5 години јас сум се извинувал ако нешто не сум во право. Значи, тамо каде што сум во право, не сум тип што ќе свиткам опашката и ќе се повлечам, како резултат на тоа што колкава сила иде према мене. Објективно, како што кажа споредбата со Америка и Сан Марино, сепак, колку да е лоша и слаба оваа држава, сепак е држава. Имаш држава против тебе. И не можеш да поверуваш дека во 21. век, дека политичките пресметки со политичките неистомисленици ќе се врши преку таа институција што се вика судот, исто онака како што е ликвидиран Ченто, со помош на судот. Значи, ликвидација на еден човек е направена исто така преку судот. Значи, они методите што цело време плачат дека се применувани врз нив, сега истите методи ги применуваат. Имате чувство дека сте политички ликвидиран? И јас мислам дека да, они се обидуваат и човечки и политички да ме ликвидираат. Дека финалето е политичка ликвидација на Стеве, на Стевче Кимовски? Да. Така и со употреба на судството и обвинителство. Стевче, односно господин Кимовски. Значи на почетокот на интервјуто би сакал да кажам дека бив изненаден. Обично после порасни избори се намалува рейтингот на тој што ќе ги изгуби изборите. Не само во Македонија, гледате Виктор Орбан, одеднаш Петар Маџар му се зголемува енормно рейтингот. Словенија губи голоп, значи му паѓа рейтингот на Јанша, расте рейтинг. Значи вие ги губите изборите тамо некаде ноември минатата година. Така. И на 2 ноември. И вас, значи, угледот и влијанието во општина Карпош, значи говорам за општина Карпош, не ви се намалува. Туку вртоглаво се зголемува. Вртоглаво ви се зголемува. И тоа ќе биде една тешка интервју кај што ќе треба да ви поставам одредени прашања кои сепак на 2 јули вие треба дојдете во затвор или на топол оброк 3 пати на ден. А треба сепак да се покаже една хуманост, а ова е проклета професија, мора да се постават одредени прашања. Еве како гласи оно соопштение што беше испратено до медиумите. Судија за извршување на санкции од Кривичниот суд Скопје на осудениот СЈ со иницијали Стевче Кимовски му издаде упатен акт за издржување на едногодишна затворска казна и истиот е упатен да се јави во затвор Скопје на 2 јули 2026 година. Затвор Скопје тоа е Идризово. Не. Во Шуторизари мислам дека. До 3 години е Шуторизари. Во Шуторизари. Да. Значи вие треба да се јавите во Шуторизари на 2 јули 2026 година. Да. Малку хумани спадна, малку нехумани, ви оставија нешто светско првенство да погледате фудбал, но не ви оставија финалето. Ке се јавите ли на 2 јули во затвор? Прво вака. Сметам дека крајно некоректно е да судот веднаш соопштение уште во вторникот излезе дека имаме пресуда ваква. Во четвртокот го добив упатниот акт, побрзаа да ми го донесат, а јас, значи денеска сме сабота, се уште немам пресуда. А роковите за жалба почнуваат откако јас ќе ја примам пресудата. Зошто Не е ли срамота? Да добијам упатен акт? Што беше проблем упатниот акт и пресудата во исто време? Публиката не мора да знае. Што е, например, проблем во тоа ако пресудата се уште не ви е доставена? Вие знаете содржината или ви најавена. Значи вие го имате упатниот акт е на ден. Имате упатниот акт дека на ден 2 јули треба да се јавите. Меѓутоа ја добивате пресудата покасно за да таа стане правосилна и за тие 4-5 дена сметајте дека до 40-50 може и повеќе барања за преиспитување на одлуките на апелацијниот суд ќе стигнат во Врховниот суд, а тоа значи одлучувањето за пресудата на апелација ќе се пролонгира некои 3 до 4 недели. Што тоа значи дека вие планирате да се жалите на одлуката на апелацијниот суд? Секако, како може да не се жалам? Да се жалите или да барате неисполнување на одлуката? Што точно планирате? Тоа се два дела. Првиот дел е заради сериозни здравствени причини кои што ги имам подолги години од 2012 наваму. Јас сум 3 пати опериран од карцином, 2 пати на бешика, еднаш на плуќа. И јас на секои 3 месеци примам континуирана терапија. Значи тоа се сериозни здравствени проблеми кои што ги имам и имам планирана операција, таа беше планирана за 16 април, сега е планирана за 8 јули, значи бараме да се пролонгира извршувањето. Тоа е едната работа. Втората работа е ова е до судиите за санкции да пролонгираат одењето во затвор. Значи од објективни причини.
Значи, ни најмалку немам намера да отлагам или било што. Значи, вие би се жалеле до кривичен суд. Суд, да, одолу за санкции. Кој всушност за осуди некаде пред една година, април месец 2025 година, беше сменет судскиот совет, беше нов судски совет, па председател и така натаму, и вие добиате после 7 години или тогаш после 6 години одредена пресуда на која се жалите на апелација. Да. Апелација пресудува 1 година, пошто имате 2 дела. 1 година затворска казна која треба да се јавите на 2 јули и второто дело го враќа на повторно разгледување, но да не застари до 2027 година. Тоа е упатството на апелациониот суд во Скопје. Да, сега, значи, вториот дел е барање за преиспитување, вонредно преиспитување на одлуката на апелацијскиот суд со насока да докажеме дека не се работи за дивоградба, туку се работи за времена градба. Не се работи за диво изграден објект од бетон, од армирано бетонско платно и така натаму, цикли, мигли и така натаму, туку се работи за времена барака направена од гипс картон, значи од елементи кои што лесно се демонтираат и лесно се монтираат. Тоа е основа, затоа што за времен објект не подлежи под кривична, туку под прекршачна одговорност. Нели мислите дека токму тука ве чека тебе сега која цитираме колешката Јорданка Јоци Ивановска, вели Стефчово шутка на 2 јули, според мене многу повеќе треба да одлежи, но и ова е доволно, очекувам да уцвика, нормално да бега или да почне да глуми неспособен за затвор. Они тука ве чекат. Вака. Значи, вака, и на Јоци сите како нив да им кажам. Значи, јас сум баш. Дали ќе уцвикате, нели тоа е формулација, дали ќе уцвикате? Нашто е погрешен човек што користат термин уцвика. Значи, шанса нема теоретска. Ние зборуваме овде за моje лекување, кое е започнато уште 2012. Имам 6 или 7 пати операција на папиломи, на бешика. Еднаш се појави карцином 2018, па потоа имам примано терапија БСЖ вакцини. Втор пат и редовни контроли се правеа на 6 месеца, на 3 месеца и така натаму. 24-та се повтори и сега на секои 3 месеца правам цистоскопии и повторно се ставаат вакцини со цел да не се повтори тој карцином, затоа што тој карцином е многу инвазивен. Се работи и на секој 4-ти пациент, значи на еден задолжително се повторува тој карцином и тоа се причините зашто на 3 месеца мора да се прави и чекирање и вакцина која што е многу болна, пропратена со сериозни трески, крварења и така натаму и така натаму. Значи и втората работа, јас сум опериран од карцином на бели дробови. Контрола треба да одам во декември во Виена за таа контрола. Значи, нема тука никакво цикање, никакви фолирања. Ова ќе бидат вашите објаснувања. Следната работа. Или вашите значи, барања од ако имам направено кривично дело, сум направил штета на граѓаните и на буџетот, и јас ќе се извинам на граѓаните, ќе замолам за пониска казна ако има милост судот, ако не, јас ќе си отидам, ќе си одлежам казната. За мене светол пример е покојни Јорго Ќука и Панде Лазаров си отиде, луѓето се одлежа, се вратија живи и здрави. Значи од гроб не се враќа, од затвор се враќа. Значи не планирате да бегате? Ни случајно. Бевте нели пријател со Груевски и нели тоа се двете алузии. Стефче Акимовски ќе уцвика. Па јас ако сум само. Стефче Акимовски ќе уцвика, нели ќе се жали дека извини, само секунда. Уцвикаа тие од мене. Уцвикаа од мојот рейтинг. Уцвикаа дека ќе изгубат во Карпош како никогаш до сега што не изгубиле. Анкетите покажуваат дека ВМРО паднато на 6000 гласови во Карпош. Цвикањето е нивно од евентуални нови локални избори во Карпош. Јас не сум цвикал. Стига ли до вас одредени сигнали дека ќе има пресуда, дека таа пресуда треба да биде увертира, бидејќи без пресуда за Стефче Акимовски тие не би распишале предвремени избори во општина Карпош, бидејќи таму ситуацијата со градоначалникот. До мене стига сигнали од судот дека комплет предметот се враќа назад и дури можам да ви цитирам одредени лица дека е гласано едногласно да се врати предметот назад на повторно преиспитување, дека има грешки во постапка и дека таму нема кривични дела. И овој втор случај или прв случај кај што се осуден 1 година да се врати на повторно. Да се врати. Да, дури и човек од ВМРО ДПМН од поранешното високо раководство Фатиме Фетај е, ако не се лажам,
представник на јавното обвинителство. На вишото, да. На вишото јавно обвинителство. Кој е ставот на Фатиме Фетаи на рочиштата во апелационен суд? Фатиме за едниот дел побара ослободување, за другиот дел бараше да се потврди казната. Ве прашувам, бидејќи 2018 година вас ви се случајто, тогаш почнува постапката од кога е специјалното јавно обвинителство, кога е Зоран Да, Заев. тоа беше пред промената пред референдумот. Пред референдумот. Да, и тоа се правеше наменски за референдумот. И можете да замислите, од страна на финансовата полиција тогаш се земени преку 80 предмети да се проверуваат. Згоре на тоа вработени што беа таму задужени да ги проверуваат дозволи, легализации, јавни набавки и така натаму. И на крај, до што дојдоа? До љубичиците на Партизанска, до тоа дека сум направил плоштад Карши студентски дом Гоце Делчев, а тука бил планиран некогаш булевар, то поставената општинска барака и измислија незаконски легализации кои се апсолутно по закон легализирани. Ете до тоа дојдоа ниту криминали, ниту било што, значи апсолутно нигде ништо, се е чисто моето работење. Киновски, значи не планирате да бегате, така да не ви го дам да не ви го дам телефонот на Александар Маленко, тој е актуелен или овие денови. А каде би бегал? Имал хотел во Охрид, односно неговата поранешна сопруга. Зошто би требало да бегам? Таму имал бегон. Викам, го знае, знае маршрутата да ви помогне евентуално. Вака. Значи никогаш на таква работа не сум ни на последниот атом од мозокот не ми дошло. Каква сака нека биде казната. 20 години нема шанса, никогаш јас во такво не сум. Заслужувате ваков крај на политичка кариера, го доживувате како крај на политичка кариера? Не го доживувам како крај. Повторно ќе кажам, од гроб не се враќа, од затвор човек се враќа. Бидејќи ајде да претпоставиме дека вие ќе треба да одлежите 1 година. Вие веќе сте повеќе од 5 месеци во домашен притвор, значи имате за одлежување некаде околу 6 месеци. Ако влезете на 2 јули, вие треба да излезете некаде за 6 месеци, тоа би му дошло, што знам, таму почетокот на 2027 година. Ако има избори во Карпош, вие нема да може да се кандидирате. Колку време треба да бидете пасивен политички, за да може нели да ви биде... Колку што јас знам дупло од казната што е... Значи вие треба 1 година. Додека се избрише од евиденција. Значи ако за 1 година бидат направени избори воопшто, две бидејќи Бајрам Амди, иако беше осуден поради нели она Блатново од Штип, Стибо и така натаму, можеше да се кандидира за парламентарни избори и после ослужување на затворска казна тој стана пратени во македонскиот. А Стевче ќе оди за поставување на општински бараки, кои што се поставени со одлука на Совет, обезбедени пари од Советот. Сте биле болен од 2012 година. Да. Во меѓувреме сте победиле на два избори, плюс, значи локални избори, 2013-2017 и прва 25 година. Так. Лете Сотир Лукровски за помали здравствени проблеми колку што можеме, нели, за тоа нели не се дебатира. Оди на боледување, вие не бевте на боледување. Затоа луѓето им е тешко да прифатат или тешко да разберат дека сте имале толку сериозни здравствени проблеми, а вие не сте напуштиле. Граѓаните воопшто не приметиле дека јас не сум. Не сте напуштиле функцијата. Затоа веројатно ќе прашат сега дали сега се сети дека има здравствени проблеми кои треба да оди во затвор, ако требал да прави маркети, да гради, да прави и така натаму, нели комшија на сите во Карпош те кажуле бидејќи во секоја зграда сте имале. А што треба да правам со фанфари да викам јас сум болен. Секој има ли граѓанин кој што да речеме не знам над своја 55 година да нема хронични болести така. Почна да се сомневаат дека ви е вистинска болест, дека измислувате. Тоа е целата работа. Мене ме лечеле 3 доктори. Доктор Пендовски кој е покоен и кој што почина од истава болест која ја што ја имам. Доктор Кастановски и доктор Мицковски. Вие сега, јас ќе ви давам дозвола да отидете во Ремедика и во Аџибадем Систина, ќе го извадите комплетното моје досие од 2013 година па нааму и ќе ви го извадат се што е правено на мене, како сум лекуван, што сум лекуван и така натаму. Значи јас отидов пред 3 дена во Ремедика, побарав моето досие да ми го отпринтат комплет. Може тоа и судот, полиција кој сака да отпринта да види дали има било какво фолирање, повикување, само јас сум тој што сум бил доволно силен, а работните обврски ми биле секогаш пред се. Значи јас сум си ги извршувал своите работи. За болести не прашувам, меѓутоа бидејќи ќе имат. Јас не ја кријам болеста. Ја и никогаш не сум ја криел болеста. Ќе стане тема во наредниот период после емисијата, нели, бидејќи ќе имате одредено жалбено барање и така натаму, коректно или да ве прашам.
ако сакате да кажете, што е причина да барате одлагање на затворската казна? Токму ова е причината. Токму ова е причината, сериозна болест и второ, како што кажав, има закажана операција на простата затоа што има сериозни тегоби, значи графиконите кои што се прават и сите анализи што се направени и докторот така кажа, значи кој год да дојде уролог. Светски сите овие параметри покажуваат дека овде следи операција и тој на операција, значи ние имавме закажано за 16 април, повторувам, мајка ми почина на 18, па потоа правевме цистоскопија, па стававме вакцина и децата ми дојдоа од Канада и рачунавме негде 7-8 јули да ја правиме, тоа е планирана операција. Тука ќе стеме точка нели на здравствените прашања, бидејќи тоа влегува делот на приватни работи. За да можеме да објасниме... И да се приватни, јас сум јавна личност. За да можеме... Како американските председатели на секој 6 месеца се чекираат и нивното здравствено состојба ја знае цела нација. Така и Џо Бајден кажа дека боледува од... Така, само сегашниот градоначелник на Карпуш никој не знае што боледува. Да, од агресивен канцер кажа дека има зафатени делови на коскено ткиво и така натаму, дека го лечат. Тоа е нормална работа. Исто како што беше за Реген, како што за други председатели. Пред да влеземе во делот на овие судски случаи, колку е буџетот на општина Карпуш? Јас го преземав негде со 2021 година негде околу 400 милиона, го оставив со 780 милиона денари. Изворни општински приходи. Годишни. Башка се тоа трансферите што се добиваат од влада за градинките и училиштата, ама тие средства како ќе ги добиеме, веднаш ги префрламе. Колку добиваме толку. Во милиони евра тоа е некаде околу 13 милиони. Последната година беше толку. 13. И проекцијата беше да дојдеме негде до милиарда денари приходи. Затоа што платите растат, трошоците растат, за да имаме ние за капитални инвестиции, мора и приходите да ги зградиме. Да дојдете околу 18 милиони евра. Да. И тоа во услови на тотална дезинвестиција во Карпуш. Сме ги качили приходите. Нема градби, нема планови. Вредеше ли општина со 15 милиони евра таква машинерија да биде крената на овие последни локални избори? Тоа ми е прашањето. Бидејќи, знаете, ајде, во државата се делат 2 милиарди, 3 милиарди евра буџет, па се има задолжување 500-600 милиони, 1 милиарда нели на две транши по пола милиарда од Унгарија и така натаму, тоа се големи пари. Ако овде се 15 милиони, а беа вмешани пола влада, пола олигархија, пола структури и така натаму, јас имав чувство дека таа општина Карпуш дели 50-100 милиони евра тендери и бизниси. Аеродром станува општина веќе кај што немате игла да фрлите. И не е така атрактивен аеродром како што е атрактивно нормално централното градско подрачје и Карпуш. Централното градско подрачје веќе немате ни едно делче каде што вие не се гради зграда. Кај Изгейт сега е направена, кај поранешна треска е направена. Да, значи нема универзална сала тој дел, значи нема чорше кој не се. Тука на граница помеѓу центар и Кисела вода може некоја локација да се И вие кој ќе видите од Рузвелтова до например до кај да одиме, до Сала Расадник, до семафорите на Сала Расадник, освен Жено парк, ние немаме ни еден парк, ни едно зеленило, нема ништо. Тоа е све градби. Еве, подсетете се, од Рузвелтова, границата на Карпуш, со центар до рампа. Кисела вода, дали има еден квадрат? Во другите општини нема каде да се гради? Нема, и дека останува, и дека затоа е притисокот на Карпуш. Да се преземе Карпуш, да се преземе. Каде би можел Карпуш, да речеме, да се шири, бидејќи во делот на Карпуш нема места каде што може да се гради. И вие ми бевте креативен и тамо како домино некакви куки згради правевте и така натаму во делот на Карпуш. Значи тоа им останува делот кај Алумина, значи целиот тој потез. Бев со Еско Рахич некаде пред 2 месеци да ни покажи како владел Стефче Кимовски, тоа тамо не сум бил во тие некои делови на Карпуш. Имате нацицкано тамо комуниста згради направени, куки, кренати на повеќе спрата и така. Васко, најголем дел од тие згради се изградени меѓу 2009 и 2017. Знаеш колку ми изгледаме. Знаеш колку вкупно фотографија направено, ми изгледа нови. Знаеш колку вкупно се тоа згради? Вкупно 16. Дали знаете за тоа време во аеродром колку се има изградено згради? 123.
А во Карпош Сакате 16. да И само Карпош е урбанизмот е тема. Во ни една друга општина не е сега тема. сакате да кажете дека неоправдано ве викаат комшија во Карпош, Апсолутно дека Ивица неоправдано. Коневски Вака. оправдано го викале комшија во аеродром, во него Најобјективно и најсериозно кажувам дека во делот на Тафталиџе, посебно улица Прашка, имаме грешки. Имаме грешки, сега таа грешка не би ја направил. Сепак тие згради мораше од улицата да идат бар уште 10-15 метра подалеку и најмалку 1-2 спрата да бидат пониски. Значи јас таа грешка си ја признам и токму од тие причини сметам дека моето искуство и грешките што сме ги направиле не треба да ги повториме. Гледате што се случува во Треска. Зграда до зграда, под плаштот да бидат тоа ниски згради. Место од две да биде една и да има зеленило, да има провев, да има простор и така натаму, ги прават истите тие грешки. Значи, сега во Карпош има неколку атрактивни локации. заборави тоа да кажам, тоа е просторот на Илинденска, и префрлањето за градење од левата обала на Вардар во делот на Скопје на Сокуќе. Бланка или Скопје на вода, што се Позади Зајчеври, тој дел према Бардовци и така натаму. Значи, Тоа е по генерален план така. Од Александар Палас кон хидрометеоролошки завод, па вамо кон Словенска, Така, па позади кон касарната према Бардовци, Маршал значи Титов. целиот тој дел е домување, значи по генерален план е предвидено домување, значи. Јакимовски. Имаше пред еден месец афера Мазут. Добро. Кога јавното обвинителство ги ослободи овие Капушевски, Пуцко и така натаму, Јаговски и уште неколку околу ова афера со Мазут. На фонот на таа афера, значи ова е надвор од таа афера, на фонот на таа афера имаше излезено шпекулација дека е можно локацијата Алумина, а вие бевте напаѓани многу сериозно за локацијата Алумина, тоа е поранешната зграда на Алумина, каде што беше Васко Косточиновски, беше претходно Зелениковски заинтересиран, мислам дека вие фативте дел во младина со... Па израелци го купија. Па 3 пати по нивно барање и по барање на владата менјавме план таму, Джевдет- за да удоволиме да изградат израелците. Джевдет Хајредини беше како повереник на државата во беше, Сопанска точно. банка, нели замешан во... Не Така. велам замешан со рацете умелот, меѓутоа беше дел на тоа. Таму може некаде околу 8 висококатници се прават. И многумина се шпекулира дека била трампа на локацијата Алумина за ослободителна пресуда во аферата Мазут. Не знам јас тоа. Што таму може да се гради? Пошто вие бевте обвинувани Таму е дозволено сте дали на Пуцко Петрол локација која Јас- ќе тежи милиони. Јас сум ја дал. Па како градоначалник дека ги добиле Мислам, купиле. тоа е груба невистина. Добро, Значи, локацијата има продадена владата на израелска компанија. добро. Не јас, владата. Потоа таа израелска компанија по 10 на 15 години ја препродава на Пуцко Петрол. И таму по урбанистички план е домување и деловни објекти. Значи, така вика генералниот план и ние се владееме и ние тој план го прилагодувавме 3 пати за потребите на израелскиот инвеститор. Значи вие планот го прилагодувате. За да се изгради. А не ја правите, значи не ја правите трансакцијата. Не. Од каде тогаш Тоа е обвинувањето? извинете, ама тоа е владин проект. Апсолутно. Владата Бидејќи го продала, Алумина- владата го Алумина- донела инвестиција. Нема логика ја да се спротивставувам на таква инвестиција ако е по генерален план тоа предвидено и така натаму. Како успеа да ви залепат Пуцко Петрол, Фатмир Етеми, целата таа олигархија во градежниот сектор, дека работи за Стефче Јакимовски, а на овие локални избори голем дел од нив работеа за ВМРО, па не за Не голем сите. Сите работеа. И па Гледате, сега не велат владата дала на израелската фирма, велат Стефче Јакимовски продал на Пуцко Петрол. Значи, знаете што? Тие се инвеститорите. Тие инвеститори градат Фатмиреве овде на 500 метра од вас има изградена зграда. На уште 700 метра преку железничка станица има изградено во центар еден куп. Протестираше пол аеродром и на крај доби Значи, Фатмир. тие се инвеститорите, дали се Пуцко, дали е Фатмир, дали е Гротек зградба, дали е како се вика овој од земјаков мој Голден Арт, Чифлиганеца Доре инженеринг, тоа се биси, еве нивниот ВМРО-вски пријател, тоа се инвеститорите за покрупните објекти. За жал ги немаме бетон, пелагонија, гранит и така натаму, ете тоа се Очекувате ли Алумина локацијата да биде трампана за аферата Мазут? Па очекувам дека ќе има смена на собственик, а дали ќе биде трампана за тоа, јас тоа не можам да кажам.
Ајде дојме Скопје на вода. И видете, сакам да кажам дека како сакате кажете, некоректно е некој да изброи тамо 23-25 милиони евра и вие да го кочите наредни 10 години да не може да гради. Коректно е државата, општината, било кој да седнеме и да кажеме слушај, ти бараш ова, тоа не може, ама може ова да се гради, ако ти одговара гради, ако не, да си жив и здрав. Значи не може ние да го кочиме, не да му ја кочиш инвестиција, тоа нигде го нема во светот. Да платите пари на постоечки урбанистички план, да го срушите планот и да не му дозволувате потоа. Тоа кажува правна несигурност во државата. Главната теза со која почнавме дека општина со 13 милиони, толку се нели, буџетот, вие планиравте од 1 милиарда, значи некаде 17-18 милиони евра, да предизвика таков интерес на олигархијата. А тие приказни кои ние нели ги слушаме изминатите 35 години, 1 милиарда кон Србија, 2 милиарди изнесол надвор Никола Груевски, Сашо Мјалков, 1 милиарда Зоран, значи плюс ова олигархија голема. Јас се гарантирам дека можни инвестиции во овој момент во Карпош има преку милиарда евра. Преку милиарда. Преку милиарда евра. Во моментот рачунете алумина е 300 милиона, продолжувањето на алумина е уште едно 100 милиона. Буџетот е мал, но моделот и перспективата и Линденска и таа е сигурно едно 500 милиони. Преку Вардар, значи вие всушност бевте сменети не за 13 милиони, туку за 2 милиарди инвестиции потенцијални што би можеле да се. Ама јас не сум против тоа да се гради нормално, умерено, тоа да биде направено така како што треба, да на грешките сме научиле. Против вас беше една кафетин коалиција која се дефинирам како кафетин. Беше така. Таа кафетин коалиција има формирано и градежна фирма. Тоа нели македонските новинари и овие горе-доле сите провладени медиуми не го спомнуваат, не го кажуваат. Значи, зошто фирма каде што градежништвото не е основна дејност или не е претежна дејност или не е дејност ни подразна. Остварува доволно профит. А самата остварува доволно профит, отворила градежна фирма. И тоа сега. Сега. Нека седи, нели да се најдиш што се вика. Да шпекулирам. Ајде, може слободно. Мислам дека овие што се сега во власт преку таа фирма ќе сакат да градат и да остваруваат профити за себе. Дека од прилика веројатно притисокот и на собственикот за отварање на оваа фирма, токму блискоста со луѓето што се од власта, да преку таков начин, преку градењето, практично во иднина они да остваруваат стабилни приходи за себе. Нормално и за тоа што ќе ја поседува фирмата ќе има. И преку тоа е моја шпекулација, повторувам. Господин Екимовски, преку трупа соди. Вие ги знаете приликите во ВМРО ДПМН, јас ги знам приликите во ВМРО ДПМН. Тие има една општинска организација Сашо Лазаревски, Пајаревски и така натаму, нели, кај што може да најдат кандидат за градоначалник. Значи немаше да им се повтори Јагнула Куновска, не знам 2013 година. Саша Димич. Саша Димич, така. Значи тие може да најдат кандидат, тие го наоѓаат Сотир Лукровски. Кој е дел на таа кафетин коалиција? Го сметаат како сигурен нивни човек. Како сигурен играч. Значи тие одат на сигурна опција. Другар од детство и така натаму. Другар од детство и така натаму. Се вклучува. Нема промашај. Значи се вклучува најдиректно премиерот. Значи најдиректно докторите застанува зад него, овој е Здравко Челик човек, гарантираме за него. Значи цел медицински факултет, значи немаше мој доктор пулмологија така значи. Не болникав како Стевче, него чист, здрав, спремен. Така натаму. 4 години ќе ги одработи ко Роналдо и ко Меси, Не поминуваат 5 месеци, или 6 месеци човекот се откажа. Тој се откажа после 15 дена. Не може од Балканика да го извади. Човекот цело време гледаше низ прозор, пуши цигари, гледа низ прозор. Цело време вика дека ова не е за него, дека не спие ноќе, дека ќе се откаже. И се обидува да го направат херој, гледате. Се обидува, човекот не сакал да потпиши. Се спротиставил на партиската бирократија. Тој не избега од мене, од нив избега? Да, се спротиставил на партиската. Ајде, нели, еден од колегите вели, ајде сите да се собериме заедно, соте да го кандидираме како независен кандидат, сигурно ќе победи, ќе се спротистави на партиската, на политичката олигархија во Република Македонија. Значи не велат, чекај, 5 месеци само што избра. Не седна во канцеларија, не направи ништо. Туку ако се посомневаш дека нешто е задкулисно, ти си глодар, ти си талок, ти за здравието на луѓето не се грижи така натаму и така натаму. Со најпогрдни зборови. Со најпогрдни зборови. Имаме информации дека имале сериозни разговори, конфликти. Се слуша и муаве дека и физички со човекот се пресметувале, така ли е, не е ли, не знам.
Ако е така, јас Биле би на- застанал биле комплетно биле на на страната на Сотир, ако до таму Биле одат на и да сред- кренат рака врз него, сепак тој е татко на три деца. Јас тоа не го оправдувам. Биле на средби кај првиот човек на Кафетин коалиција и така натаму. Сето кај што- тоа се слуша. Кај што е разговарано, кај што е дури заканувано, претено и така натаму и така натаму. Што мислите дека е предмет на конфликт? Па, веројатно се шпекулира дека е урбанизмот предмет на конфликт. Тој е проект Скопје на вода или Скопје на дланка. Се шпекулира дека Белград урбанизмот. Беше Белград на вода, па било претходно во Белорусија градено, па било претходно во некои други источноевропски држави. Во Албанија нешто се планира да се прави, улци на вода, колку ќе биде реализирано. Еден од тие делови е Скопје на вода. Почнал во мандат на Зора. Ако е тоа нешто паметно, нешто убаво, нешто непренатрпано, да направиме грешки како што сме направиле, зошто и јас не би го подржал? Ако е нешто но Сотир како што Лукровски- треба наместо змии и но Сотир- смокови таму да се бркаат, Сотир Лукровски да се урбанизира, да се среди, зошто да не би? демантираше во своите интервју на Сител телевизија. Ако го демантирал, веројатно. Дури ги нарече шпекулации, небулози, сите тие кажувања и тврдења, како И вели, сега, клиничкиот центар ќе се прави. на иста локација. Ајде да те видите дали има место за тој клинички центар. Центар. Колку е местото од базенот до И не само што ќе се улицата до прави, Илинденска? туку ќе биде со лек специјалист. Лек специјалист као за клиничкиот центар, ама тука ќе се стави и Скопје на вода. И Скопје на вода, па подземно да биде поврзан со воена И болница. ајде да видиме како ќе може со лек Уставниот суд да видиме дали ќе биде уставен суд. Да. Како може цел народ да чека измени на генерален план? Тоа е, пазите, генералниот план е устав во урбанистичкото работење. Господин- Е сега, вие на ваков начин практично со закон менувате устав. Можеме ние со закон да смениме устав? Господин Екимовски, до 2006 година, со Сотир Лукровски начело на општина Карпош, тие не можеа подготовка урбанистичка на Скопје на дланка да направат или на Скопје на вода проектот. Прилика така. Со Сотир Лук, значи до 2006, а нив им се брза. Тие не сакат нивните деца или внуци да заработат, тие сакат тие да заработат. Не, преку ноќ може да им се сврти работата да паднат као крушки. Преку ноќ. Политика е чудна работа. Некаде- Еден кикси, Еден месец пред повлекување на Сотир Лукровски, дел на припадници на ова олигархија во Република Македонија, ќе се менува локацијата на Скопје на вода, Скопје на дланка, дека се планира на оној дел Маршал Тито касарната што е тој не е така атрактивен. во- Тој е за 50% понеатрактивен од ова. понеатрактивен. Ако овде може да се постигне 3, 4 па и 5000 евра, тамо дали ќе стигне до 2000. А дека клинички центар ќе се гради. Тука треба. Дека ќе се гради клинички на местото кај што требало да биде Скопје. Значи сега да може гледачи да Ева, разберат за клиничкиот, кај што се спојуваат да им објаснам на граѓаните. Лепенец и Вардар. Сметајте дека клинички центар има минимум 2500 вработени. Од тие минимум 7700 се во прва смена. Секој доаѓа со кола. Значи 1700 возила треба да влезат Тамо, секој. секој ден. Са бајле до 8 часот. Сметајте колку ќе има пациенти, сметајте посети, сметајте логистика, секој ден што треба да доаѓа, да го снабдува тој клинички центар колку е тоа и кажете ми дали тоа може да се претоаш. Булевар 8 септември треба да биде 5 ленти, таа клучката што ја прават во Мовин поток, таа треба да биде пута 3, Илинденска да биде исто со 5 ленти, воспротивно Карпош ќе биде мртов, нема излез према центар. То треба да се земи за паркинг места, значи. Па тебе ви правам јасап. Хектари земја. Треба таму Подземни- над 2500 подземни да имате простор за над 2500 возила да паркирате. Подземни гражи тешко ќе се прават бидејќи тука е Тука има многу вода. Тука има многу вода, Тука има многу вода. течењето на реката Вардар. Значи, Значи, некој кога е правена она зграда кај доктор Клаус на Чошот, Карши румунска болница, таа зграда, сега доктор Клаус, сендвичара некоја сместена тука. Значи, тој е бил предвиден, тој е граден хотел. Пелагонија го града, техника, мислам дека и Ауто Македонија била влезена тука. И кој ќе видите вие неговите внатре ходници се многу широки, значи хотел е пред. Меѓутоа толку заглавиле со доле река вода, што они се откажале од градбата. Значи, таму има многу вода. Господин Екимовски, За да можете вие да идете 4-5 ката под земја. од страна ја гледам таа работа со Скопје на дланка, сваќам дека тие се прекомбинирале или се пресметале во првичната верзија како тоа треба да изгледа, дека тоа испаднало многу покомплицирано, многу погломазно. Сепак ние не сме Белград на Александар Вучич, па ќе пушти маскирани во Сава Мала, па ќе запалат, ќе срушат некои објекти, па ќе се направи. И како не се еве со специјален закон, као бојски ќе го направат? ќе направат? Со закон да интервенираш во устав, може ли?
И дека Генерален план е устав. И дека клановите во врвот на ВМРО не биле договорени. А вела дека во проектот Скопје на вода се пари на Орбан, пари на Белград, односно на Вучич, пари дел вака како арапска, некој од заливот, ама тие тешко ќе влезат бидејќи ти имат проблеми доле во Персиски залив сега со бомбардирање на Дубај и така натаму и така натаму. И проблеми со градоначалникот на Карпуш. И проблеми со Оти пазите, се тоа кој ќе треба утре на седница на Совет да се гласа. Таму има независни, таму има од левица, таму има еве наши советници, тоа ќе биде. Добро, нема тоа така едноставно да проиде. Знаете ли вие дали ви јавиле, да речеме, како ви имате советничка група доле во општина? Да. Од што боледува градоначалникот? Дали планира да се врати? Колку би траела таа дали има лек за таа болест? Мислам, би испаѓа ова најголема државна, па добро, имало министер за здравство кој бил болен во мандат на Лјупчо Ѓоргиевски. Така. Богданов. Да. Го избра и ние знаевме и се пишува. Да. Таткото на Венко Филипче во мандат мисли че дека доживеа срцев удар, па беше пратен на лекување во Италија и така. Значи, тоа не е нешто што е табу тема или од тоа треба да правиме. Ние сме јавни личности, треба да знае нашата здравствена система. Имаме ние искуства во минатиот период. Знаеме ли што се случува? Знаете ли вие што се случува со Трилупровски? Бидејќи на било која прашање до премиерот, имате салва на навреди. Се зборува дека таа е она вообичаена диагноза, вртоглавица, главоболка со вртоглавица, и кажува дека таа диагноза околу главата најчесто ја користеле и во времето кога зад нив одеше СЕО, да се одлагаат истраги, рочишта и така натаму, и таа е најчесто користена диагноза која што тие. Кога сакавме на времето да одлагаат луѓето одење во војска, веројатно користеле некоја слична диагноза. Да, оти најтешко се може и не мора, да. Постоечките проблеми што ги има некој кога се работи за мозок, значи, кога се работи за глава. И сега значи од мозокот си патиме, сакате да кажете. Да. Или вие во Карпуш патите од мозокот? Добро, сепак Карпуш за среќа имаше и периоди, добри периоди кога се изработи, кога преска ги спомнавте, сакам да кажам, тие објекти, згради и така натаму. Ве молам. Значи направени се 68 фасади. Само Жерновски има една фасада направено, тоа е она папагалката, и ни еден друг градоначалник. 68 фасади. 10 училишта реновирани, 9 градинки. Тоа се по два пати реновирани училишта. Сакам да кажам, тоа се парите со кои што ние сме го граделе Карпуш. Бидејќи го вративте тој муабет или разговорот на таа тема. Колку станови имате во Карпуш? Имаат моите деца куќа во Влаје и ние со вторава сопруга имаме куќа во Ожданец и никакви станови, ништо друго, се тоа глупости и шпекулации. Она куќа мене ми ја покажува на Google Maps, кај што се вели дека Скопје се гледа ко на дланка од таа куќа. А и околу тоа може да објаснам? Слободно. Значи тоа е плац од сопругот на мојата бивша, на мојата сегашна сопруга. И бидејќи таа има инвестирано во доградбата во кое што исто така имале кога живееле заедно, се договорија таа доградбата во Нерези да се откаже, а за возврат на тоа тој да им го остапи овој плац, кој што пазете, сите што граделе околу, тука било тоа депонија. Сакате да кажете, господине Кимовски, за политика да правите пари не ве бива, ама добро сте се ожениле. И сте добиле локација, кај што сте изградиле куќа, од кој го гледате Скопје на дланка. Васко, јас на 27 години сам си купив стан. Значи тоа беше 29, уствари, 1989 година. Сам си купив стан. Па потоа сам купив барака во Влаје. Па таа ја продадов, купив стан и друга барака. Па се изградив куќа, сето тоа сам сум го правил, така да немам потреба таква добро да се женам и така. Ова е заедничко што сме изградиле. Плюс велат вила на Егејско море. Да, таа е купена со средствата со кои што од дивиденда, кои што се обезбедени од работата на бизнисот што го работи мојата сопруга, и отприлика 100.000 евра се средства од керката незина, која што
кое што продаде стан и плац кое што претходно ги имаше девојчето, значи тие стоја повеќе 2,5 години, тие средства и стоја на сметка. Значи изворот на тие средства се апсолутно чисти, декларирани, платени даноци и така натаму и така натаму. Значи смете дека неоправдано ве нарекуваат комшија во Карпош, вие тоа не го заслужувате. Сега види, кој мисли да продолжи со таа глупост, нека тера, ја лек за таа работа нема. Ако и досега не се разубедија, тоа е веќе, знаете што, на сите им е јасно. Меѓутоа, кога сакаат едноставно да бидат малициозни, ќе го зборуваат тоа, а иначе сите добро знаат, затоа што истрагите кои ми се правиат 2018 година се одеше од стан на стан во Карпош, во Новоград бите, за да се најде некој близок мој пријател или роднина евентуално стан, па да видат како го набавил и така натаму, па се убедува инвеститорите да кажат од становите што ни се непродадени, да кажат овие два стана ги чуваме за Стефче Екимовски, до таму се одеше, ама тоа луѓето потоа кажуваат. Ве изненадили СДСМ со млаката реакција во однос на Сотир Лукровски? Не. Бидејќи опозиција, Не, тоа е бомбона, тоа е пенал. Не. Се повлекува од здравствени причини на одредено време, видите, се повлекува, а го префарла подписот. Не пенал, со макази гол да дадеш. Со макази гол да дадеш. Кој е овој што го наследува Сотир Лукровски, го знаете ли? Јас мислам дека тој беше со Коце Трајановски нешто за односи со јавност. Човекот према мене бил коректен, имам добро мислење. Тој е синот на овој спикерот Благоје Крстевски, Неделчо Крстевски, дечкото бил коректен. Он инсистира да биде секретар. Јас се спротивставувам на таа работа, бидејќи несоодветно образование има, историја на уметност има завршено. Тој беше основата за конфликтот со Не било он основата за конфликт. Не. Меѓутоа запнаа да биде затоа што секретар треба правник. Значи пред да стави градоначалникот на крај подпис, треба целата таа работа искусен правник да ја види, значи кој го подпишал, го работел предметот, кој го проверил, кој го одобрил, па секретарот, па на крај градоначалникот да подпише. И значи и за мој интерес и за интерес на општината, интерес на сите беше да тој биде правник. Он инсистира да биде Сега тој располага со подпис, значи. Сега она што е најбитно. Ни решение за годишен одмор не сакаше да подпише додека јас бев градоначалник. И сметете дека неговиот подпис требаше да биде пред мојот, па јас да подпишам. Ако он подпише, јас ќе подпишам. Не сакаше ни за годишен одмор. Ни за годишен одмор не сакаше, а сега веќе подпишува. Ама кога партијата наредува, мора да се подпише. И колку соте га заврши. Ако не подпишува, тој нешто ќе има така. Веројатно ќе има повеќе обзир, бидејќи он долгогодишен член партиски, за разлика од Соте, кој е адхок, не знам дали е и член. Он и во централен депозитар, нели, депонира подписи така натаму. Да, и сака да го тргнат Соте, комплет. И они тука се открија дека Сотир нема намера да се врати. Сака целосно да го тргнат. Да, и од подписник да го тргнат, и од... Колку може формално правно да трае таа ситуација? Формално правно може да трае 6 месеци, но мора да има причина. Не може да бидеш без причина. Може да си на боледување, може да си на студиско патување или на ослужување на казна затвор до 6 месеца. Сотир Лукровски е комисиски. Значи, одобрено му боледување врз база на комисиско, нели? Да. Одлучување. Се, ако има држава, таа... дека не завршува тоа на 30 мај, како што тврдите вие, дека тоа може да трае малце подолго. Па 15 дена, скоро 15 дена немаше ново боледување, па сега слушам има извадено боледување. Во тие 6 месеци, тој што има подпис, што може да прави, да дели плати, да прави одредени трансакции или може и некои капитални проекти да нешто он ги има сите права, ги нема сите права и обврски како што ги има градоначалникот. Значи ги има сите права. Сите права и обврски ги има. Да, така предвидува законодавецот. 6 месеци стрикно кажува законот или може да се до 6 месеци он значи може да отсаствува, како што реков, на студиско, на евентуално затворска казна или на боледување. Затоа значи се брзаше со ова ваша пресуда. Да, за да може да ги распишат изборите. Оти се обрука за сите пари во Карпош. Зашто она што велите по губењето на избори се качи мојот рейтинг? Зашто граѓаните, тоа беше јавна тајна дека ќе победам на овие избори. И за граѓаните беше изненадување ова што се случи. А и што се случи тоа изненадувањето е неработењето, неактивноста, нерешавањето на проблемите, непримање на граѓани, тотален застој во работењето на општината и тоа беше изненадувањето кое што се случи кај граѓаните и уште повеќе револтот што постои кај граѓаните. Господин Екимовски,
најголем дел од публиката знае зошто сте третирани законски, но еве овие што не знаат, тоа се две дела. Едното е градење без соодветна дозвола и второто е злоупотреба на службен. Пазите, разлика е. Градење, значи поставување на времен објект Да. без дозвола за поставување на времен објект кој сам на себе треба да даде. Ајде. Да ги објасниме кратко тие два случаи. А второто е за легализации на објекти кои што се наоѓаат на Илинденска, каде што беше ресторан Имес и така натаму, под наводно обвинување дека објектите биле времени објекти. Тие биле времени објекти некогаш, меѓутоа за некој од нив има носено решение за уривање кога сега вака, кога ќе се донесе решение за уривање на некој објект и ако тој објект не се сруши, потоа каков е? Тој е диво изграден објект, дали ме разберете? Од кога датираат овие случаи? Според оно што јас можам да го видам во пресудите, 2011-2012 година. Тој е оној мандат што го имате од 2009 до 2013 година. Има и 2013, 2014, веќе нешто има и 2017. Но ова зборам за општината е 2011-2012. За општинските бараки е 2012. Значи говориме тој мандат кој го добивате 2009 и го завршувате 2013 година. Тогаш го кршите отпорот на Бранко Царенковски, добиете уште еден мандат сам без СДСМ 2013 година. Значи од 2011-12. Го доживувате ли тоа како освета? Поради тоа предавство во наводници 2013 година. Знаете што? Зашто би требало да биде предавство ако граѓаните застанале зад вас? Значи, ако граѓаните застанале зад вас за оваа работа, а второ да прашам, тој заради кој што го напушти в СДСМ денеска каде е? И на чија страна е? Во СДСМ? Со подршка? Мислам некој има замрзнато членството во СДСМ. Добро, да. И дека е идолог или идеен татко на ова политичка партија, знам, ако не се лажам. Да прашам, кој прави поголема штета, јас или... Не, само сакам да направиме одредена генеза. Ви се отвара во мандат на Зоран Заев 2018 година, тогаш е формирано специјално теавно обвинителство. Не, специјалното беше формирано 2016. 16, не говорам 2018 година, тоа ще уште функционално. Мислам 15 е формирано. Специјално, 2015, негде јуни месец. Така е. И вие со првиот човек на тоа обвинителство Катица Јанева завршувате на американската црна листа. Заедно со нејзиниот мртов сопруг. Да. Завршувате на американската црна. Исто под притисок на овој сега што ги нарачува пресудите во судот. Исто. Значи тоа е истата шема и тогаш за претседателските избори. Кој ги нарачува пресудите во судот, за да можеме да видиме кој ги стави овие на црна листа? Христијан Мицкоски, тоа се нарачува. Негови нарачки се преку неговите инсталации. Дека вие преку нарачка на Мицкоски завршувате на црна листа? Да, преку негова нарачка, значи преку инсталациите што тој ги има таму во амбасадата и исто така преку советување дека да му се тргне све што ќе му представува проблем за да може он да ги реши прашањата кои што треба да ги реши. А еве имаме прашања за решавање во државата. Може ли да поставиме политичката или партиската конструкција? Значи, првите истраги 2018 година кои ги прави СЕО, тоа е период кој се крши Македонија. Се преговара за име, па Илинденска Македонија, па Северна Македонија, па референдум и така натаму. Горна и референдум и така натаму. И вие сте прв удар. СЕО како прва борбена единица или фаланга на Александар. Немам јас... Вие истражувате, немате, но вие истражувате. Истражуват, да, све што беше против, се истражуваше. Се истражуваше, се правеше. 2024 година, кога Мицкоски, како вие велите, дава одредени гаранции дека ќе биде конструктивен, на некој начин го легализираше Преспанскиот договор врз база на ова однесување во овие 2 години и дека ќе биде конструктивен во однос на уставните измени, вас ве стават на американска црна листа. Да, и да нема евентуално било какви изненадувања во претседателските избори. И да нема изненадување евентуално во пратеничкиот состав, за да може човекот сега нормално да медиумите под контрола на ВМРО, Стефче Акимовски намерно прави драма, го обвинува Мицковски, а всушност е осуден за случај кој му ги отвара специјално теавно обвинителство во мандат. Не, специјално не ми ги отвара. Не со ова на специјално. Добро, истраги во мандат на Зоран, значи од 2018 година Зоран Заев го контролира нели тоа што е председател на ова комисија за реформа во правосудството и така натаму.
Намерно го напаѓате Мицкоски, а всушност ве спакувал Зоран Заев, тоа медиумите на ВМРО го кажуваат. Не му верувајте на Стефчев. Во злото, вака, ВМРО. во злото они се заедно. Во злото они се заедно. Јас преска реков дека јас се борам сам против сите. Јас немам за себе мојна партија. Јас имам партија, меѓутоа таа е мала партија, опозициона, и очигледно криво седи, право суди, и по делата што сум ги направил, и вака реторички, интелектуално, по поставување на тези, по разбирање на политика и така натаму, сум далеку испред нив. Добре, и тие се чувствуваат инфериорни во однос на мене, и ова е начинот преку кој тие можат да се справат со мене. Зашто нивниот кандидат за градоначелник ниеднаш не излезе на дуел со мене? Затоа што знае како ќе пројде. Зошто било кој од ВМРО ДПМН не излезе на било каков дуел со мене? Зборам за раководство, подпредседател и генерален секретар. Не зборам за Мицкоски, не еве. Тие што се во раководство никогаш. Сите бегаат од и знаат дека се апсолутно инфериорни. Начинот преку кој со мене ќе се справат и ова ситуација, предметите во суд и беа добре дојдени за да сега тие го продолжат тоа дело што било од време на СДСМ. Што вие имате направено или сте можеле да направите за од јули 2020 година, кога го спасувате Мицкоски да не се повлече од прв човек на ВМРО ДПМН, до некаде април месец 2024 година, тоа се неполни 4 години, кога ве стават на американската црна листа, тој човек кој, како што велите во претходното интервју сте го спасиле, сега лобира да бидете ставени на американската. Што побогу може да се случи во тие 3,5 години за толку драматично да ги нарушите вашите односи? Суета, некоректен однос, очигледно дека... Што би бил суетен тој, например Мицкоски, тој стана премиер, лидер на МОК, на тој стана премиер за да се свети, па вие те гледате секој втори, трети ден некому прети. Рече ли пред повеќе од месец дена ќе има бивши функционери кои ќе одат во затвор? Дали тоа го кажа? Добре, и Богоев заврши во притвор, Стефан Богоев. Да, значи, во кампањата... дали тоа го зборуваш? Да, го кажа. Да. Мислите дека доаѓа на власт да им се свети на... Што би ви се светил вас, например? Што би ви замерел вас? Знаете што? Тој не може да си прости дека тој мислеше дека јас ќе бидам нивни заложник како градоначелник на Карпуш и тие со мене ќе се однесуваат како со марионета. И еве тоа сега тоа им се случи и со Данела. Тоа им се случи со мене, сега им се случува со Сотир, потполно истата работа. Мислеа дека тие ќе можат да прават што сакаат со Советот и со Општината, а јас ето тоа ќе морам да го аминувам. Сакате да кажете дека утре може и со Гордана Селјановска да им се случи? Па сепак она има други овластувања. Она е на крајот од носењето и одобрувањето на закони и така натаму, ако они зависат од незе, она тоа тешко ќе прави. Велики председателските избори се ребусот. Да, сепак има голема разлика меѓу 2029 година. Градоначалникот зависи од Советот, а председателот не. Он е по устав независен. Бидејќи ако вршеле притисок врз вас, вршеле врз Данела, вршеле врз Сотер, тогаш шансите се нула да не вршат врз Гордан. Ај кажете ми зошто ја растурија овакво калимерата со Трифун Костовски? Мислите дека зошто со Пенов, таа е нивна болест? Дека исти ДНК е тоа? Тоа е исти ДНК, исти начин, гледате, исти начин да се светат, да се пресметуваат. Ние кога би биле сега 100 години назад, 920 која, јас би завршил со атентат. Така би го решавале проблемот со мене. Со атентат? Со атентат. Не мислам. Ама ова е сега, па и ова е атентат, што е? Нема тоа не мара Бунева сега за да може така да ве. Па не, истите оние атентати што ги правеле по Софија 20-тите години. Колку се убиени? 2000 колку луѓе се убиени тогаш. Македонската елита. Тоа е тој код. Македонската елита. Македонската елита, тоа е тој код. И од 91-92 година. И да зборуваат, види, нашата рака е долга, секого ќе го Киро Глигоров се плашеше да направи било какви одлуки поради можни протести на ВМРО и Бранко Црвенковски и така натаму и така натаму. Уште еднаш може ли да ја цитирам? Јорданка Ивановска Јоци. Корумпираниот, злобен и одвратен Стефчо Екимовски кој пола живот потрошен од црнување кого стаса е осуден по покренато обвинување од време на СДСМ до 2019 година за 2 дела. За едното осуден 1 годишна затворска казна. Ве обвинуваат дека со една групација со Лјупчо Палевски Палчо со Инфомакс
дека сте воделе црни кампањи и сте оцрнувале секого во изминатите 5 или 6 години. Сушувате ли вие виновен? Не, апсолутно не. Дека сте биле дел на едно такво друштво? Значи, Љупчо Палевски си беше тотално независен во таа работа и јас не можам да кажам дека ние сме били во... Објавуваат фотографии на свадба ли сте некаде... Добро, ако вие ме поканите на свадба и сте го поканиле Палевски, како... Покажувате тама, еве ги тие фотографии, тука сте со... Да, точно. Еве ги покажувате тука знак на... Вака да ја прашам, ако вие ме поканите на свадба, и ако вашиот колега биде таму и јас бидам тоа, што сум јас? Доста блиско. Тоа не е моја свадба, некој ме повлек. Доста блиско изгледате тука, и насмејани така од уво и вие. Васко, вие го познававте Палевски? Да, го познавам. Има некој што не го познал Палевски во Скопје? На свадби не сме биле заедно, но еве се познаваме. Дали сте вие собственик на Инфомакс? Тоа се глупости. Не, прашање е тоа. Немам шанси, мислам, апсолутно немам шанси. Тоа се едни од обвинувањата. Тоа се глупости невидени, тоа си собственик. Ја и не знам кој е собственик, дали е чисто Александар или се заедно со Наталија. Знаете сигурно. Честен збор, да не се колно. Не сте прашале? Тие ви прави анкети? Никогаш, све што можел да помогнам, сум им помогнал, но никогаш не... ЦИА, овој Центар за истражување и анализи, нивни, тие ви ги правеа првите анкети уште 2012. Да, и тогаш за таа работа сум им платил и така натаму и тие го почитуваат тогаш тоа што ете во тие нивни почетоци јас сум бил веројатно единствениот што сум им помогнал и тие до ден денеска тоа го почитуваат. Би сакале ли да ми одговорите каде е конфликтот со Есат Рахич? Јас немам конфликт со Есат Рахич. Тој си има конфликт сам со себе. И во кампањата беше против вас? А што има? Вака сега да ви кажам. Не знам, јас со Есат Рахич немам никаков конфликт. Добро, тој беше порано председател на градски комитет абсолютно, на СДСМ, значи кадар на СДСМ во општина Карпош. Сега да ви кажам, Есат Рахич купил некоја нива на средноводно, кој е надвор од дозволениот план каде што може да се гради. Тој дојде кај мене на 2 пати, дали може да гради, процедурата е ваква. Бидејќи е тоа надвор од дозволената зона на градење на средноводно, значи мора согласност да даде градот Скопје, бидејќи е во парк шума водно, и мора да даде Министерството за екологија. Му рековме, поднеси го барањето, ние ќе го препратиме до град Скопје и до Министерството за екологија. Ако они дадат согласност за тоа, ние потоа ќе ти издадеме одобрение, нема зашто. Значи тоа е бар и го слушам, не сум му дал одобрение, но друго везе нема со животот. Значи јас ја видов кај е таа локација, тоа е таму кај една кривина мала што е. Сварно е во парк шума, меѓутоа на 400-500 метри погоре, значи на поголемо влегување во парк шума, Венко Филипче доби изгради. Доби некои други. По иста процедура, Васко, дали ме разбираш? Значи по иста процедура. Сега да каже дека немате ништо лично против. Апсолутно. Стоп. Значи кога беше уапсена неговата роднина на жена му, сестра мислам дека е, или од сестра дете, Размена. Размена ја имам јас вработено со Кочанскиот случај. Ја имам јас вработено во Министерството за економија. Прекрасна особа. И јас се јавував кај него најмалку 5-6 пати да прашувам каква е состојбата, има ли шанса да ја пуштат од притвор и така нато ние комунициравме најнормално. Тоа беше кој април, мај, март, кога беше Кочани. И меѓусебно се обвинувате кој повеќе е близок со власта, кој повеќе одработува. Јас ништо немам кажано. Не, по она што можам да слушам по кулари и така нато. По мене апсолутно ме зачудил, значи апсолутно никаков конфликт, никаков. Вториот е Стефан Богоев, кој отворено работеше за Сотри Лукровски. А вас ве наследи 2017-2021 година и покрај тоа што отворено работеше со Сотри Лукровски за некаде помалку од 2000 евра, го ставија 2 или 3 дена на топол оброк 3 пати на ден. Што значи дека власта... Па веројатно имале во предвид тоа што работел втор круг за нив, затоа толку кратко беше, само 8 дена. Иначе кој кажете ми кој излезе за 8 дена? Артем Груби не ни влезе. Па добро, Стефан не сепак не е калибар на Артем Груби. На Артем Груби. Овој што беше... За Артем Груби веројатно имало сериозни преговори околу таа работа. За овој што беше што го спомнувате воопште на Чајри со Дивоград би сега шпекулират провладините медиуми, значи не опозицијските,
дека е можен кандидат за заменик министер за внатрешни работи. Не да заврши на Топол оброк 3 пати, туку може да биде напреден заменик министер. А ние ги гледаме тие 3-4 дивоградби во општина. 3-4. За него што се товари, што излегаше Даниела. Какви 3-4 што зборува? Тама цело полопштина. Смешен Нема Даниела Арцовска, нели за 3-4 кажеш? 3-4 екси, како се вика, 3 од карти ќе простиме тоа. Значи вие сте сгрешили општината, сака да кажете. Не, изгледа. Па вие да сте биле општина. Ја не знам, можеби кога тоа преамбулата ја пишуваат, мислат на Чаир, ја пишуваат Карпош. Не знам што да кажам. Значи, кога биле вие општина Чаир, тоа Лесковачки воз би било зграда до зграда. Не имат страф од висина, они така. Страф од висина на ниски градби. Не, апсолутно така. И Димитар Ковачевски. Добро. Во претходното интервју го спомнавте Димитар Ковачевски дека сте изненаден, таква некоја формулација имавте употребена, дали гласал во вториот круг или беше прашањето? Такви информации добив. И се јави. Веројатно има причини и се јави Димитар Ковачевски, вели јас му замерам на Стефче Акимовски, бидејќи тој се кандидираше за општина Карпош, не разговараше со нас карпошани, туку одеше 2 пати на средба со Зоран Заев во Струмица, во Ловниот дом или новата хациенда или како да ја наречеме. Место каде што функционира Зоран Заев, каде што цела Струмица се гледа, дека 2 пати сте биле на средба со Зоран Заев. Тоа не е точно. Јас не сум барал средба, бев повикан на ручек. Едната со Мите Белјан и втората со Бранко Азевски. Не, тогаш беше и Бранко Азевски, значи апсолутно не е точно. Значи на истата средба. Не е точно, само еднаш. И Бранко Азевски и Мите Белјан. Што е договорено? Уствари не, Бранко Азевски не беше. Не беше. Не грешиме, не. Господин Акимовски, што е договорено на таа средба? Тие ме прашаа дали ќе се кандидирам. Јас реков, немам одлучено, ќе правиме анкети, ако се добри, веројатно да. И тогаш ми соопштија дека ако се кандидирам, дека СДСМ се подготвени да ме поддржат. И ве излажа условно речено. И потоа имавме уште 3-4 средби со господинот Филипче. Беше договорено, само требаше јас да одлучам дали ќе одиме со заеднички советнички листи или посебно и кога да го објавиме, да објавиме поддршката. Јас требаше да одлучам кога ќе објавиме поддршката. Може ли овие два случаи малце да ги анализираме за крај, за да можеме нели да го финализираме целиот овој разговор? Што е спорно во таа, во наводници, дивоградба од општинска зграда? Чисто да објасните на публика. Не е дивоградба. Нели, во наводници, дивоградба... Дивоградба, ако е објект од цигла, од бетон, Ова е времен од времен карактер, панели кои се демонтираат и монтираат, целична конструкција која се вади, можеш да ја монтираш на друга страна. Прозори, вратите се па намерно направени, касите од челична... општинската зграда. Не, каква општинска зграда? Новата општина, нели? Имаме одобрение за градба од владата дадено од 2012. Што нема одобрение? Нема одобрение за поставување на времен објект, двете општински бараки изградени, направени, поставени во основното училиште Лазо Трповски. И пази што е битно. И пази што е битно. Значи, во централен регистар уште тогаш ни стои адресата улица Радика, основно училиште Лазо Трповски, барака 1 и 2, повторувам, барака 1 и 2, кога немало абер од овие работи, прогони и така натаму, како барака, како тоа цела администрација, цела општина, сите ние совет знаеме дека правиме бараки, а само судот знае дека тоа сме изградили објект. Кој го прави тоа обвинување? Тоа е обвинување во 2018 година. Обвинител е господјата, сега издател мозокот, сега се извинувам. Не е специјална јавна обвинител. Не е специјална. Гаврилова, Милица Гаврилова. Значи го прави тоа обвинување 2018 година. Зашто вас дека градите... Сеќавате тогаш и за темјанушките по партизанска и така. Вас ветерате дека сте граделе без дозвола. Сум го поставил објектот без дозвола, кој што сум требал сам себе да си ја напишам. А ве велите дека тоа е времен објект и се повикувате на одредена регулатива која во време на ова е многу битно. Јанакиевски направена. Значи мора регулатива, значи како да е пресликано објектот, да не биде повисоко од 3,40, да биде подигнат максимум 30 сантима, да биде од материјал кој што е лесно. Колку се големи тие објекти?
по 360 квадрата едниот, 360, околу 730 квадрата двата се. Значи тоа е 20 на 25 метри да речеме. Од прилика како што беа бараките во општината, поранешните старите бараки од земјотресот. И вие ги дислоцирате во основно училиште Лазо Ангеловски. Лазо Трповски. Лазо Ангеловски тука во општина Аеродром Ново Лиси. И тоа е предмет на едногодишна затворска казна. Едногодишна, ова е најбитно. Дека без Во сите 8 кривични судови во Македонија нема случај каде што лице, слушате ме добро, каде што лице кој што има направено диво градба, а ова е времена градба, каде што има диво изграден објект, да отишол со ефективна казна затвор. А колку има диво градби низ цела Македонија. Ова е прв случај каде што се оди за времено поставен објект во затвор. И воопшто за бесправен објект. И вашиот адвокат дека тоа може да биде само прекршна. Прекршно е само едното. Законот така вели. И второ, дали е можно јас да одговарам, а да не одговара правното лице? Јас не сум го правил тоа за мене, за моите деца. Тоа е правено за правното лице, општина Карпош. Направена ли е штета за општината? Не. Значи штета нема. Во основата на битието, значи градење без одветна. Во основата на битието е дозвола да се направи штета. Ние сме заработиле 1,5 милион евра. 730 и кусур квадрати по 10 евра се 7.300 и кусур евра месечно кирија. Со ДДВ тоа е скоро 10.000 евра. 13 години помножите ќе видите добиете 1,5 милион евра што ги заштедила општината Карпош. Ај кажете ми се вака, општина Аеродром колку има платено кирија до сега? Значи вие дислоцирате во тој период општината, ако не се лажам, ние снимаме едно интервју во основно училиште некое. Така, Лазо Трповски, тоа е училиштето, бидејќи е на 200 метра од сегашната општинска зграда. И ние ја правиме у близина за да можеме да бидеме блиску до општинската зграда што ќе се гради. Направена општината и вие се враќате назад. Да, и пазете, и во законот стои дека времените објекти се прават во близина на градилишта, ме разбирате? Сте промашили ли некоја процедура? Сте прекршили ли некоја процедура? Нема дозвола за поставување на времен објект. Ете тоа, имам одлука на совет, пари предвидени. Не сте знаеле дека треба да имате одлука? Не, ако елаборираме, што се случи? Не сакам да ве тужам, мислам да ве судам тука, нели? Да не биде да добијат впечаток граѓаните дека Стефче немал друга работа, толку бил будал и земал да прави бесправно изграден објект. Послушайте ме. Со цело искуство. Само малку. Зошто не запазивте процедурата? Пазите, еве, има причини. Зошто? Значи, ние продадовме општинската зграда во Нерези. Таа беше несоодветно. И ја купи американско училиште. Ни плати 1.650.000 евра. Си плати луѓето поштено. И ние се обврзавме во рок од 6 месеца да се иселиме од таму. Од Нерези. Кај што ви беше Основното училиште Братство поранешно. И таму имавте канцеларии. Таму имавте канцеларии и така натаму. 1.650.000. Значи ја и продавате за сметаме со тие пари ќе ја градиме општинската зграда. Носиме одлука да ги префрлиме бараките, барака 4, барака 5 во Лазо Трповски. Фирмата што ја го добива тендерот да ги префрли бараките со багер ги демонтира. И најголем дел ги оштети. Ни направи беља. И тогаш надзорот препорача дека тие се не можеме да ги употребиме. Ние не сме, како да ви кажем, градежна фирма со мајстори па негде и да фури нешто и така. Сега, тогаш седнавме и кризен менеджмент. Што да правиме? Тогаш колега предложи дека има суво градење со гипс, картон и челична конструкција, дека ќе направиме објекта за месец и пол. И што се случи? Ми се јави представник на Американската амбасада, да не го кажам неговото име. И ме замоли дали сум во состојба, се сеќавам, во 5 часот попладне, да испијам едно кафе во резиденцијата американска кај со господинот Волерс, со нивниот амбасадор. Бев кај него и ми рече човекот вака. Вика Стефче, ние, односно, нашите луѓе, си го ја купиле зградата, платиле 1.650.000, тие се финансираат од донатори. За наредната година тие немаат билансирано средства за кирии по $10.000 секој месец, со ова ти им правиш огромен проблем. Како знаеш и селувај се? Како знаеш и селувај се, луѓето немаат билансирано средства за да плаќаат по $10.000 евра
годишно, $10,000 годишно крија, значи им правиш огромна штета, како знаете да се иселувате. Ова е целата вистина. И тогаш цела оваа работа ја правиме што е можно побрзо да можеме да се иселиме, да го решиме проблемот. Ова е целата вистина и ништо повеќе. Кој ве осудува? Молам? Во кривичен суд кој ве осудува? Па јас не ги знам, знам дека судија известител беше господјата Елезија, другите Не, тоа е во апелација. во апелација, во основниот е Даниела Димовска, Сега што е председател председател на судот, да. брати што е во ова аферата нели со почини. Така слушам сега, дали е брат или не. И вие сте осудени на една година, Од нејзе сум осуден на 4 години затвор. 4 години. Со единствена казна затвор 3,5 години, од тамо За двете дела. Значи За за двете двете дела, дела да. сте на 4 години и единствена казна 3,5 години. Ако ви почна судскиот процес, односно истрагата 2018 година, обвинителен акт и така натаму, а пресудата е 2025 година, значи вие сте го одолговлекувале процесот 7 години. никогаш. Дури е сменет еден. Господин кривичен Осман Шабани е избран за прво вака. Може не затоа беше ве стави Горан- на црната Не. листа Слушайте ме. поради корупција Абе, каква корупција? Абе, и жив влијание- човек не ја во судот, и луѓе. влијание на судски Ја во процес. судот. Па 7 години. Абе, дали ќе- верувате ќе- ќе дека ви застареа портир случаите? таму немам некој? Значи, прво предметот го водеше судијата Горан или Зоран Бошевски, Горан Бошевски мислам дека. Него го разрешија. Па предметот го доби господинот Осман Шабани. Па 2023 пред крај или 22 беше избран за судија во апелација. Па го наследи предметот Даниела Димовска. Значи нема врска. Дали верувате? Имам 43 рочиста. Вие кој дуи да сте? Слушайте ме. Само ви се откажа 43 рочишта има. Јас на ниедно рочиште не сум отсаствувал. Мислам дека заедно кога се договаравме кога да биде следното рочиште, замолив да биде малце подоцна затоа што треба да одам на контрола во Виена. Никогаш и за време на изборите судијата Шабани прифати месец дена да одложи за време на изборите 21 година да немаме рочиште во време на изборите. Значи ниеднаш многу честно и поштено сум се јавувал И вториот на секој рочиште. Вториот случај е познатиот имес или локалитетот на познат, тоа беше И други објекти се. или тоа беше позната кафана и политичкиот врв и естаблишментот и така натаму. Газдата, кој веќе починат на имес, беше пратен од Љубе Бошковски да го купува украинското оружје. Беше дел на делегацијата која Љубе Бошковски прати војната 2001 година да купува украинското оружје. Мислам дека неговиот брат Јордан Ристевски, популарниот, нели, Јордан Ристевски, Јас поима немам тоа. го кажуваше тука во емисијата во центар. Зашо станува збор? Сега ја читам од обвинителен акт, вие ќе ми искоментирате. Станува збор за земјиште кај поранешен ресторан Имес во Карпош, 4 во близината на кеот на реката Вардар и булеварот Илинден. Обвинителството тврдеше дека преку легализација на временни објекти и последователна приватизација на државно земјиште било овозможено продажба по многу пониска цена од пазарната и дека на тој начин оштетен Апсолутно не е точно. буџетот на општината. Според наводите од истрагата, сега само ги цитирам, фирмата купила државно земјиште за околу 11.000 евра, а потоа истото земјиште заедно со легализираните објекти било продадено за околу 600.000 евра. Апсолутно не е Обвинителството точно. тврди дека со тие постапки бил оштетен буџетот и државниот тим, додека од општина Карпош одбраната на Кимовски тврда дека постапката била законски спроведена, односно До даска законски спроведен. Дали се бројките точни? 11.600.000 Поима евра. немам. Не. Ние од таму од целиот тој немате поима? целиот тој дел ние ми 7 години слушайте ме, ве тужат ние за ми ова. инкасирано 1.300.000 евра. Од продажба од на тоа? земјиште, комунали и све што е таму, 1.300.000 евра. Која фирма го купува тоа земјиште? Поима немам која. Значи, верувајте, не знам. И не е еден, туку не- се повеќе објекти. Да не е Дабар. Молам? Да не е Дабар, не знам. Една е Дабар. Една е Дабар. Да. Добро. Сега, сослушайте ме вака. Значи, таму има еден објект. Тоа е овој објект кој што е времен бил 90, 80 и не знам која година поставен како времен. Меѓутоа за објектот 90 и не знам која година донесено решение за уривање. Објектот не е срушен.
Кога објектот нема да се сруши потоа каков е тој објект, тој станува диво изграден објект. Веќе постои, има решение за уривање, не е урнат диво изграден објект. Имате старите собственици Послушайте предимство ме. да може да градат. Послушайте ме да објаснам. Добро, ајде. Времените објекти, секоја година мора да им се продолжува време траењето на издадената времена дозвола. Овде не е продолжувана. Времените објекти секоја година треба да им се продолжи рокот на закуп на земјиште под објект. Не е продолжувано. Овие времени објекти биле доградувани, ме разбирате? Значи тој бил 300 и нешто квадрата, а ние сме легализирале 1100 и кусур квадрата. Ја гледате ли разликата измеѓу? Вие сте легализирале околу 1100. Така. Значи тоа е како резултат. Значи тоа го дозволува законот. Таму во ресторан име се сеќавате, значи имаше доградба дел од салата, имаше доградба во делот на кујната, во делот на тоалетите, доградба магазини и така натаму. Што вас ве обвинуват? Дека вие сте активно вклучен за одредена имотно-правна... Нема, ни корупција, ни ништо, не. Целото обвинување дека објектите биле времени. И дека сте оштетиле буџетот на општината за околу 590.000 евра, колку што може. 11.000 евра сте го продале, а тие го препродале за 600.000 евра, значи направиле 500 пати. Ама тоа не зависи од мене. Добивка. Добро, вие. Ама тоа зависи од законот. Ми за 11.000 евра се продаат тако земјиште. Ама тоа не е моја работа. Кој одлучува? Ама тоа си е законот кој што го донесува за легализација на диво изградени објекти. Дали ме разбирате? за транспорт и врски. Министерство за транспорт и врски, ние се владееме по тој закон. Ај сега уште една работа. Значи, таа легализација, значи ве молам се слушате ме. Добро, ајде. Таа легализација, ние не сме сами во таа постапка. Значи, тука учествува комисија, која оди на лице место да ги види објектите. Тука учествува геометар, односно геодетска куќа, која ако примети дека има времен објект, таа нема да ја продолжи постапката. Тука учествува катастар, кога ќе се диво изградениот објект, кој ќе го нанесете на катастарската подлога, вие што сте го легализирале. Значи, имале едношалтерски систем, што би рекол Никола. Ама дозволете ми да. Значи, вие тој објект што сте го легализирале, кога ќе се нанесе во катастар на подлогата, кога одоздола има времен објект, како ќе го легализирате во објектот? Кога стои дека е времен објект. Тамо на подлогата на сите овие објекти им стои дека се диво изградени објекти. Значи 1533 метри квадратни, да бидеме прецизни. На 1000 квадрати. Значи 1533 метри квадратни продадени за 11.000 евра. Не би било нешто сомнително дека тоа како да биде сомнително по законие тоа? Ако вие велите нели дека сте воделе сметка за секој денар во општината, јас ви верувам, 11.000 евра. Не ве завркам, ве прашувам. Ама ние по закон работиме. Тамо, а знаете што е најинтересно? Добро. Обвинителката Милица Гаврилова вели, постапката е водена, цитирам, по закон и по слово на закон. Обвинителката по закон и по слово на закон. Значи целата постапка е законска. Вие сакате да кажете дека ве гонат бидејќи според закон сте работеле? Да, јас сум едини човек што ме гонат зашто сум лош пример сте давале, ако добро ве разбирам. Вие сте давале лош пример бидејќи само вие по закон сте работеле. Само по закон сум работел. Ето не треба да ви избират. Значи ќе ви дадам дел од тогаш не треба да ви избират. Ако лош пример давате, треба да биде санкциониран. Значи ако сакате ќе ви го дадам изјавата, значи во записник кажано од страна на обвинителката Милица Гаврилова, која што вели е водено по закон и по слово на закон. Добро сме неки муски. И вештаците утврдуваат дека постапката е водена по закон и согласно закон. Почнавме дека се уште не ви е пресудата доставена. Да. И вие не знаете што се одржи таму. Не знам. Интервјуто го снеме сабота, сега некаде е околу 13 часот. Вие имате пресконференција после. Значи, вие се уште дека го снема овој интервју, вие не знаете, е точно 13 часот и 4 минути, вие се уште не знаете што се одржи таа пресуда, за да може да се жалите. Што сака да направат со тоа што не ви дават пресудата, а веќе во вторникот објави дека на 2 јули треба да се јавите во Скопје 2? Во меѓувреме ќе стасаат одреден број на предмети во Врховен суд, кои што барат преиспитување на нивните одлуки и нормално вашата ќе стигне подоцна ќе се разгледува. Тоа значи после 3 од моментот, на пример, ако требало да се разгледува пример на 1 септември, ќе се разгледува некаде на 15 октомври, ме разбирате, тоа им е целта, да е што може подолго, да јас евентуално ако ми одложи судот. Вие со лисици да сте снимени, да ме снимаат, да циркузо, да се прават театри и така натаму и така натаму. Од истите оние кои што крокодилски солзи леја од 2015
до 2024 година дека врз нив се води политички прогон. Од сите тие истите. Добро. И од тие истите на кои што е донесена аболиција од Ѓорги Иванов, им е донесена закон за амнестија и од кои што ДУИ СДСМ им донесе закон за измени на кривичниот закон и кои што се спасија 13 луѓе од ВМРО ДПМН и кои тие истите го се утепа од лукање по тој закон од кој што тие се спасија. Што Кимовски, ако се направиме одредена мини политичка анализа и проценка, ВМРО ДПМН талка по некои лавиринти, имаше сериозни ветувања, не исполнил, говорам о делот на име, презиме, враќање бугарски пред уставни измени и така натаму. СДСМ имаше пенал со општина Карпош, не го искористи, имаше добитна позиција во 4 или 5 општини на локални избори, Куманово, Карпош, Струмица и така натаму, Витола и во некои други, па може доле, не знам, Баландови. Значи, 10-15 општини можеше да ги располага. Не покажа некоја жар, некој капацитет да се протистави. Левица лута, како на копче да ја активират кога треба, како треба и така натаму, знам се претопи. ДУИ се заплетка во некои своји приказни, Влен не се снаоѓа во власта. Вие покажувавте некоја зачудувачка енергија. И здравствени проблеми, па и повозрастен сте осите нив, плюс тоа судски процеси на глава. Мислите дека ве елиминират бидејќи им сметате? Да. Ова е класична политичка ликвидација и човечка ликвидација со помош на судството. И преска мислам дека ви реков како е ликвидиран Ченто. Добро. На исти начин, спреку судот. Како... Само што тогаш кривичното дело било непријател на народот, а сега е 353, злоупотреба на службена функција властување. Тоа што го сменија со измените во кривичниот закон на Република. Затоа треба дело случаите 2027 година да ви завршат. Кој е мозокот на ова? Мислите Мицковски е мозокот на оваа операција? Јас реков и преска, ќе кажам и сега, премногу очекуваме од судот. Премногу очекуваме тој да биде независен, а цела држава да не биде партиски поделена. Може тие провладени медиуми имаат право. 2018 година ви се отворени случаите. По време на Зоран Заев. Добро. Зоран Заев, колку и вие тоа да го негирате, Зоран Заев и Вице Заев ве гледа како најсериозен кандидат да го замените Бранко Цренковски на чело на СДСМ. И тие така се однесува кон вас. Јас не сум имал таква амбиција. Сте имале разговор со него, па е прекршен тој разговор. Со кого? Со Зоран Заев, нели, околу локалните избори минатата година, па е прекршен тој разговор. Претпоставам дека е тука некоја консултација направена помеѓу Мицковски Заев. Неаме информација. Така се слуша, дали е така место? Да претпоставам. Вие веројатно им пречите во моментот. Ако вие отворен случај 2018 година, кога се овие уставни измени, ако сте на црна листа кога Мицковски доаѓа и сега во предворење на некои предвремени избори во Република Македонија, што повторно ќе има општина Карпош или избори само во општина Карпош, тогаш власта веројатно се плаши од некаков карамбол во општина Карпош, ако многу пари очекува, ако велите дека 1-2 милиарди на Линденска посечењето. Не е само финансискиот, не. Тука политичкиот. Високи политички реперкусии. Ако ти распишат избори и изгубат уште во прв круг, тука им почнува колата надоле да им оди убрзано. Значи, од Карпошки им трнесе. И они добро знаат што ќе се случи ако се распишат сега избори во Карпош, дека се обрукаа за сите пари и дека граѓаните нема да ги остават така. Не сум ги нема да им успеат сега сите трикови што ги прават. Не сум ги кажал овие работи, меѓутоа сум гледал анкети пред избори 2024 година. Таму е проблем првиот круг на председателски избори кои ги губи Стео Пендаровски. Јас навистина не знам зошто се одлучија Стео Пендаровски да трча прв круг, а втор круг да се врзи со парламентарни избори. Тоа е веројатно тешка промашена проценка на Димитар Ковачевски. Ако направеа коалиција со вас во прва изборна единица, дека таа коалиција би тежела 6, евентуално 7 пратеници, тоа бе анкетите кои јас сум ги гледал. И вие завршувате на црна листа и се растура целата таа конструкција. Убеден сум дека таа игранка не беше од СДСМ околу црната листа. Не беше од СДСМ. Не беше од СДСМ. Не, тоа сум длабоко убеден. И изненадени беа сите. И од Пендаровски, Ковачевски, Спасовски, така натаму. Уште едно прашање сакам да ја поставам. Има спекулации за одредена мрежа која сте правиле со потпишување на нотар во Врање и секој кој сакал да гради во општина
се извинувам, може да ви е смешно колку сакате, дека Уврање- нотарските акти Во Врање ја во живот не сум влегол. Па не влагате вие, влагате тие што сака да градат и да направат договор Во Врање? на нотарски акт. Дека нотарските договори во Македонија се признаваат во Србија, нотарските договори во Србија се признаваат во Република. Има ли таква шема? Ајде, мислам. Добро се да ја прашам. Може ке немам прилика да ја прашам, еве ке на то втори Кој би го кажал тоа, поголема глупост не можел да... Па некој од засегнатите од Стефче Екимовски. Еве, ајде. Значи, поголема глупост не можел да каже. Еве ќе му пренесам дека поголема глупост. Тоа е глупост у Врање. Не сте биле во Врање и не сте имале нотар. Дури името, нотарка е, името ми го кажа и така натаму. Нотарка во Нотарка во Врање. Ај сега да не кажам име се презимето почнува и така. Господине, што очекувате? Не може просто се начува. Да, Као што со она 70 стана, се ова... Да, што очекувате на политичка сцена, еве нека биде последно прашање. Дали ќе се изврши притисок да се повлече од функцијата Гордана Селјановска, бидејќи очигледно Мицкоски сака таа функција, председател на државата? Тој сака, не верувам дека ќе се не верувам. Вие знаете, неа бевте заедно во млада прогресивна странка, во една иста Да, не сум ја никогаш бил близок, контакти Сте имале така. Како професор, како сме оделе по семинари и така натаму сме седнувале, сме контактирали, разговарале за локална самоуправа. Не сте биле иста генерација во младинските структури? Не. Во МДС таа влезе малце подоцна и тоа беше таа во раководството, после стана министер, јас малку се оддалечев тогаш од партијата, ангажирајќи се во приватниот сектор, така да блискост никогаш не сум. Но не верувам таква работа. Многу би ми било жалко вака завршена политичка кариера. Значи со сите слаломи, веле слаломи што сте ги правеле во овие 35 години, сте имале една енергија на сме биле скарани, сме не комуницирале, сме комуницирале така натаму. Кога гледаме што се случува во Чари во другите општини во Македонија, се не знам како да кажам. Битно е во Чајрија све по закон. Да, све по закон. Карпош, курбан нека оди, ја баш не можам да во кажам Чајрија. дали имате 70 или немате 70. Не сум ми водел евиденција таму, али но за вакви некои случаи како овој сега тука, мислам една година со баракичкава. Да, да завршите тоа. Нема некој логично објаснување. Многу среќа, многу здравје прво, значи. Фала ви на вас исто. Многу здравје и се надам дека ќе се видиме во многу вака да ви кажам, има една меѓународна студија која вели дека 92% од човештвото живее помалку од 65 години. Јас имам 66, така да јас сум во финале. Во секој случај јас сум меѓу тие 8%. Седма утакмица играте. Значи јас сум во тие 8%. Седма утакмица, ова што е Сан Антонио, Нью Йорк Никс. Да, да. Со среќа, па и да победите во тоа финале. Фала ви многу. Ова беше интервјуто со Стефче Екимовски. Се надам дека ви се допадна. Ново дружење недела во 22 часот. Во одредна политичка анализа вторник 20 часот и 30 минути. До недела и до вторник. Пријатно вечер Македонијо. Кане да си.